Вести во 18 часот. Добар ден. На почеток преглед на насловите од денеска. Алармантно во Гостивар. Над 1000 граѓани со симптоми на труење поради загадена вода. Од мојата фамилија јас бев симптоми. Ќе имали работа обвинителството. Се преземаат конкретни истражни действија. Силно невреме ја поплави Битола. Водата навлезе во домови и дворови. Надлежните со став. Дојде до изливање на дел од фактички улиците во градот. Дипломатија далеку од очите на јавноста. Председателката најави клучни вести од Брисел на 30 септември. Што може да се очекува? Да, под радар, да. Некогаш не се кажуваат работите. Каде летуваат македонците? Грција останува прв избор. Охрид руши рекорди со странски туристи. Веќе втора година со ред имаме огромен број на туристи кои што туроператори ги носат од Германија. Вонредна здравствена состојба во Гостивар поради загадена вода за само неколку дена. Дури 1200 граѓани побарале медицинска помош. Пациентите, меѓу кои има и многу деца, се јавуваат со симптоми на труење. Првичните информации од полицијата упатуваат на сомнеж дека локалниот водовод ја загадил водата со отпадни води во обид да го зголеми притисокот во мрежата. Во меѓувреме издадена е и забрана за пиење на водата во тој регион. Во Гостивар е Дејан Србиновски, во живо го имаме во вестите. Дејан, еве ги чувме основни информации, па да чуеме каква е моменталната состојба на лицата кои се затруени. Токму така, Борче, во моментов во услови на 35 степени Целзиусови жешки летни денови, водата од главниот водоводен систем во Гостивар е забранета за пиење. Ова следува по одлуката на Агенцијата за храна и ветеринарство, откако изрече забрана за користење на водата како резултат на надзор кој што е утврден, во кој се вели дека во водоводната мрежа на диво без одобрение биле поставени неколку пумпи директно кои што се вбризгувале вода во водоводниот систем, се со цел да се зголеми притисокот. Како резултат на овој чекор, граѓаните во Гостивар, односно гостиварчани, изминатиот период стравуваат, односно се жалат на здравствени проблеми. Токму во таа насока репортерската екипа на Канал 5 ова попладне пристигна во Гостивар и каде што во разговор со гостиварчани успеа да праша и да се информира за што точно станува збор, дали можеби тие се ги имаат симптомите кои што предупредуваат и информациите од теренот, но и дали тие воопшто биле запознаени за забраната за водата за пиење. Предлагам доколку е спремна анкетата да ги слушнеме мислењата на граѓаните. Дали можеби некој од вашето семејство или од поблиските пријатели веќе заболен, односно има симптоми на потешко? Од мојата фамилија јас бев симптоми, али не се толку многу страшно. Се поминува и тоа. Се јавивте на лекар да побарате? Да, бев на лекар, дедов таблети и едно 3-4 дена ги попив и го така. А користите вода за пиење? Не, за пиење не. А за лична хигиена и за готвење? За хигиена мора, али за готвење не, флаши по за готвење. Загрижени сте по вашето здравје и на вашите најблиски? Па нормално, сите се загрижени. Не е тоа лесна работа. Очекувате некаква одговорност од надлежните во однос на ова прашање? Немаме ништо, немаме слушано точно некој да излезе да јави. Дејана, што велат надлежните? Дали ќе се бара одговорност од некого? Борче, од првичните информации кои што успеавме да ги добиеме из утринава и во текот на денот, прво се јави СВРТ, односно Министерството за внатрешни работи, каде што тие при увид на терен изјави, односно соопшти дека постојат основни сомневања дека јавното предпријатие Водовод во Гостивар во соработка со општинските власти
Поставиле 3 пумпи, односно 3 отпадни води, три пумпи кои се отпадни води кои што се приклучиле на водоводната мрежа во Гостивар, без при тоа оваа активност да биде известен и другите институции. Ова според оние првични информации од полицијата, оваа активност се практикувала во летниот период, каде што со ова се зголемувал притисокот на водоводната мрежа. Веднаш по полицијата излезе и јавното обвинителство, каде што републичкиот јавен обвинител рече дека во моментов се уште е рано да има некаква било каква правна квалификација во однос на настанот и дека се преземат сите истражни действија во однос на тоа кој е сторителот, кој е нарачителот на овој проблем. Инаку, само ако може да додадам, во моментов се наоѓаме пред оделението за инфективна клиника овдека во градската болница во Гостивар и можеме да кажеме дека е зголемен интензитетот на посети на граѓаните. Со оние кои што поразговаравме зад камерите, меѓутоа и предходно стравуваат здравуваат по нивното здравје и нивното семејство и се жалат на истите оние здравствени проблеми во однос на потешкоти во стомакот, повраќање, диарија и покачена температура. Доколку има некакви прашања, Борче, стојам на располагање. Водата од градскиот водовод во Гостивар не смее да се користи за пиење, подготовка на храна ниту за лична хигиена, откако Агенцијата за храна и ветеринарство изрече забрана како превентивна мерка до добивање на резултатите од лабораториските анализи. Одлуката следува откако со надзорот е утврдено дека во главниот цевковод на водоводната мрежа на диво без одобрение поставена е пумпа која директно вбризгува вода од реката Вардар во овој водоснабдителен систем. Од Гостиварската болница доктор Ферит Мурат потврдуваа дека помош со симптоми како повраќање, диареја, болки во желудникот, температура и омалаксаност побарале околу 1000 пациенти. До сега хоспитализирани пациенти нема. Има само амбулантски пациенти кои примаат терапија и се пуштаат дома. Меѓу пациентите има од сите возрасти, меѓу кои деца, и тоа околу 320 деца за 3 дена. Се чека резултат од Институтот за јавно здравје за дополнителни информации. Од полицијата вела дека презели итни мерки и активности на терен во село Вруток. Се сомневаа дека пумпите биле поставени за да се зголеми притисокот на мрежата. Постојат основи на сомневање дека јавното предпријатие Водовод во соработка со општина Гостивар поставило 3 пумпи во корито на истечни отпадни води, преку кои се вбризгувала вода директно во главниот цевковод што го напојува градот. Оваа активност најверојатно била преземена со цел да се зголеми притисокот во мрежата поради недостиг на питка вода, со што директно се загрозува здравјето на граѓаните на Гостивар. Републичкиот јавен обвинител Ненад Савески рече дека е рано во моментов да се дава правна квалификација на настанот, но дека се преземаат истражни действија за да се утврди за што точно станува збор. На подрачјето на основно јавно обвинителство Гостивар се преземаат конкретни истражни действија во кои што се вклучени сите потребни институции за да се утврди таа состојба. Да оставиме сепак да не избрзувам со правна квалификација околу тоа. Действијата се превземаат токму денес. Очекувам и јас информација од страна на надлежниот јавен обвинител. За постоење прво треба да се види дали има основи за постоење, потоа видот на кривичното дело доколку има. Од Институтот за јавно здравје потврдија дека се земени примероци и во текот на викендот ќе ги имаат резултатите, а во меѓувреме се спроведуваат и епидемиолошки анкети. Веднаш по добивањето на налогот од јавно обвинителство, Институтот за јавно здравје испрати своја екипа, земени се мустри, истите се ставени на обработка, на анализа, во очекување сме на резултатите, согласно протоколите. Потребно е да бидат поминати 48 часа во однос на микробиолошките анализи, воедно се поставени за обработка и за физичко-хемиска анализа, така да веднаш е постапено, штом ги имаме резултатите, ќе бидат доставени до обвинителството. Забраната за употреба на водата ќе остане во сила се до добивањето на резултатите со кои ќе се потврди дали таа е безбедна за пиење.
Тоа беше прилогот на колегата Михајло Видимилски, во кој што опсежно и детално беа пренесени сите ставови и сите меродавни институции во однос на последните состојби со водата во Гостивар. За повеќе информации околу овој настан кој што е бранува Македонија, остануваме со информативната редакција на Канал 5. Така, и доколку има некои нови моменти, ќе известиме и во вечерното издание на Вестите. Ти благодарам Дејан Србиновски за проблемот со загадената вода во Гостивар. А проблем со вода има и во Битола, каде што пороен дожд за само 1 час поплави куќи, дворови и помошни простори на повеќе локации. Најкритично беше на 9 клучни улици во градот, каде што граѓаните масовно пријавуваа штети преку бројот 112. Комуналните служби и противпожарната единица веднаш излегоа на терен за расчистување на шахтите, пошто состојбата беше ставена под контрола. Поплавени куќи, дворови и помошни деловни објекти на повеќе локации низ градот. Надојдената вода од поројниот дожд успеа да ги поплави коловозите, но и крстосниците во центарот на Битола, каде на неколку места се создадоа дури езера. Ова накратко е епилогот од едночасовниот порен дожд кој го зафати градот. Најкритично беше во центарот, каде дел од раскрстниците се претворија во езера, во кои беше опасно да се влегува и со автомобил. Надојдената вода, заедно со наносите од кал, поплавија дел од домовите на битолчани, а од невремето беа оштетени и десетици возила. Од регионалниот центар за управување со кризи информираат дека по невремето се регистрирани повеќе пријави за поплавени куќи, дворови и помошни простории на различни локации во градот. Според податоците на Управата за хидрометеоролошки работи, за краток временски период во Битола наврнале 28 литри дожд на квадратен метар. Невремето траело од 20 часот и 40 минути до 21 часот и 40 минути, а преку бројот за етни повици биле примени повеќе пријави за поплави. Градоначалникот на Битола, Тони Коњановски, уверува дека последиците од вчерашното невреме веќе се санирани. Во моментот ситуацијата е потполно мирна и стабилизирана. Точно и кажавте вие, покрај обилниот дожд синоќа, обилното невреме кое во многу краток период од нецел сат ја зафати Битола, на двете мерни места и на Дулије кај млекарата и на браната Стрежево измерени се на едното место 28 литри на квадратен метар, што е или на метар кубен, огромна количина на дожд на мал простор. Дојде до изливање на дел од фактички улиците во градот. Штета се уште никој нема нешто посебно пријавено, меѓутоа велам имаше и заглавени возила. Општинските служби најавуваат дека ќе продолжат со активностите за целосно санирање на последиците. Најновиот извештај на Европската комисија за владење на правото во Македонија бележи дополнителен пат на довербата во судството. На што се должат ваквите поразителни резултати? Преминуваме на политика. Далеко од очите на јавноста се бара решение за евроинтеграциите, а клучниот план од Брисел се очекува на 30 септември, откри председателката Силјановска Давкова. Таа предупредува на ризик од ново бугарско вето, доколку Европската унија не понуди механизми за заштита на идентитетот. Андријана Лазова-Божиновска. Евроамбасадорот Рокас изрази надеж, а председателката Силјановска Давкова откри дека далеку од очите на јавноста се трага по решение за деблокада на македонските евроинтеграции. Во само интервју на Канал 5 изјави дека останува оптимист, иако во сегашните околности и со спроведени уставни измени има простор за ново вето од Бугарија, поради вториот протокол меѓу двете земји кои пред точно 4 години го потпишаа тогашните министри за надворешни работи Османи и Генчовска. Според председателката, ЕУ не може да даде гаранции, но има механизми да спречи идно вето за идентитетски прашања и најави дека на 30 септември ќе имаме појасна слика за европската иднина, кога очекува да биде соопштен планот на европските институции за текот на проширувањето. Еве Рокас го споменавте, тој вели дека се работи под радар зад радар, како објасни таму дека нешто се случува. Така е, точно кажувам дека да, под радар, да, некогаш не се кажуваат работите. Јас се разбира дека кога не би била оптимист, не би била председателка, оптимист сум, верувам во добра волја. На 30 септември за прв пат
Европската комисија ќе излезе со извештај. Што, како се замислуваат чекорите во новата во проширувањето и всушност тоа ќе биде она на што прво Црна Гора ќе помине, моделот ќе се гради. Потоа следниот месец во октомври ќе заседава Европскиот совет за истите прашања, значи тоа се моментите што нам ни се важни. Во однос на изборниот законник за кој партиите досега не најдоа заеднички јазик, Селјановска вели дека потребно е да бидат донесени со широк политички консензус. Претседателката поддржува промена на изборниот модел во една изборна единица, а оценува дека треба да се најде решение и за диаспората за која смета дека е дискриминирана. Иако е ретко решение една изборна единица, дали има во 2 или во 3 држави, добро е да има кај нас. Зошто? Заради тоа што во различни изборни единици со различен број на гласови се победува. Нема еднаква тежина. Гласот треба да има еднаква тежина. Но Законник беа дел од списокот на задачи за земјава, со рок на исполнување до 15 јули. Премиерот Мицкоски преку социјалните мрежи соопшти дека до ЕУ веќе е испратен документот со спроведените обврски, со што смета дека се докажува посветеноста кон европската агенда. Уверен сум дека во динамиката на реализацијата ќе бидеме далеку пред многу други и покрај обидите процесот да биде забавен преку блокирањето на изборниот законник, пишува тој во објавата. На денешната пресконференција портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски обвини дека опозицијските партии ги одбиле нивните предлози за измените на изборниот законник, иако според партијата имале можност во целост да ги вклучат своите барања во законските решенија. Опозицијата доби бланко лист за исполнување на желбите за изборниот законник, а истото го одбија поради виктимизација. Одбија и да бидат внесени во новиот изборен законник и препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Одбија да имаме една изборна единица, одбија и повеќе пари за рекламирање, само за да се представат како жртви и оваа приказна да можат да ја шират како алиби на следните избори кои историски ќе ги загубат. Европската комисија во најновиот извештај изразува сериозна загриженост за можни притисоци од извршната власт врз судството преку јавни изјави, а детектира и загрижувачки недостиг на буџетски средства и суди. Според комисијата, процесот за разрешување на главниот обвинител Љупчо Коцевски покажал висок ризик од политизација, што на крајот довело и до негова оставка. Од друга страна, во извештајот има и пофалби за носењето на законите кои што се однесуваат на правосудството. Афродита Рамос. Мешањето и притисокот од високи представници на извршната власт предизвикуваат сериозна загриженост за независноста на судството, а постапката за разрешување покрената против поранишниот главен обвинител Љупчо Коцевски откри ризик од политизација и недостатоци во правилата за разрешување. Се наведува во извештај за владење на правото во Македонија за 2026 година, кој што денеска беше усвоен од Европската комисија. Според извештајот, ефикасноста на македонскиот правосуден систем продолжила да опаѓа, а сериозниот недостиг на персонал како и недоволните буџетски средства се оценуваат како едни од најкритичните проблеми. Избраните функционери и владините представници ги засилија своите лични критики против судиите и обвинителите, што ги обвинуваат за корупција и беа издадени изјави од највисоките нивоа на владата за планови за чистење на судството и обвинителството. Независноста на судството и автономијата на обвинителството се подкопани од недоволни буџетски средства. Постапката за разрешување покрената против главниот обвинител откри ризик од политизација и недостатоци во правилата за разрешување и на крајот доведе до оставка на главниот обвинител, пишува во извештајот. Во однос на борбата против корупцијата, извештајот нотира дека иако обвинителството започнало неколку истраги против сегашни и поранешни високи функционери што резултирало со обвиненија и тековни судења, одложувањата во судските постапки и ретките конечни пресуди ја намалиле ефикасноста на гонењето на високата корупција. Несоодветната законска рамка, особено кривичниот законник од 2023 година, недоволните човечки и финансиски ресурси,
заедно со одложувањата во судските постапки, го попречија развојот на солидна евиденција за случаи на борба против корупцијата. Случаите на корупција од висок профил ретко водат до конечни пресуди, што дополнително придонесува за чувство на неказнивост. Според извештајот, системот за јавни набавки останува област со висок ризик за корупција, додека пак корупцијата во здравствената заштита е идентификувана како ризична област. Како дел од позитивните забелешки на Европската комисија се забележува усогласувањето на новиот закон за судски совет со европските стандарди, а се нотира и подобрена ефикасност кај кривичните предмети. Јавното обвинителство ќе донесе одлука дали ќе обжали ослободителната пресуда за екс-премиерот Никола Груевски во предметот Талер 2, откако ќе ја добие и анализира писмено изработената пресуда и нејзиното образложение, изјави денеска државниот јавен обвинител Ненад Савески. Прашан дали обвинителството ќе поднесе жалба на судската одлука. Во однос на критиките на дел од партиите дека повлекувањето на властувањата на обвинителката Ленче Ристоска влијаело брз исходот на предметот Талер 2, Савески оцени дека таквите тврдења не одговараат на фактите, а Ристоска според него ќе постапувала по предметот доколку не поднесела оставка. Овој предмет, конкретно овој предмет, воопшто не можеше да се одрази надлежното постапување од страна тогаш обвинителката Ленче Ристоска. Овластувањата кои што беа дадени и кои што јас ги повлеков се однесува на постапување на јавни обвинители во предмети каде што они немаат надлежно постапување во смисла не се обвинители во тоа обвинителство. Обвинителката, тогаш обвинителката Ленче Ристоска беше обвинител во основно јавно обвинителство Скопје. Токму овој предмет, доколку она не поднесеше оставка, че беше во нејзино надлежно постапување. Така да, во овој предмет, моето повлекување на овластувањата никако не можеше да се смета или да има последица за тоа дека, како што кажувате, и се одзел овој предмет. Не, доколку останеше она ќе работеше на овој предмет. Владата ја продолжи кризната состојба со нафтата до 20 октомври, за да спречи нагли ценовни скокови и да овозможи намалување на акцизите. Опозицијата реагира дека растот на цените на горивата е нов удар, кој што дополнително ќе ја поскапи храната. Додека берзите растат поради тензиите на Блискиот Исток, регулаторната в понеделник ќе ги соопшти новите цени на бензините и на дизелот. Сандра Спасовска. До 20 октомври е продолжена кризната состојба за нафтата и нафтините деривати. Одлуката била донесена на денешната владина седница поради можно нарушување во снабдувањето. Со оваа одлука, велат од владата, се обезбедува подготвеност на институциите за брза реакција при евентуални нагли ценовни скокови на берзите и ублажување на евентуални негативни последици врз буџетот на граѓаните и стопанството, но и се гарантира континуиран и непречен проток на енергенси во земјава. Во моментов состојбата се следи доколку околностите наложат, од владата велат ќе бидат превземени соодветни мерки. Пред 2 дена премиерот Христијан Мицкоски најави дека е можно веќе од понеделник да имаме повторно намалување на акцизите за бензините и дизелот. Рокот на важење на кризната состојба се продолжува од 21 јули до 20 октомври. Целта нова одлука е владата да располага со соодветен правен механизам за брза и ефикасна реакција, со цел да се зачува стабилноста во снабдувањето, да се ублажат последиците од евентуални пазарни нарушувања и да се заштитат интересите и животниот стандард на граѓаните и стопанството. Велат од владата. Од опозицијската СДСМ и денеска со критики до владата. Велат додека трошоците за живот постојано растат, власта одбива да превземе мерки за заштита на животниот стандард на граѓаните, кој според партијата е урнат. Од СДСМ обвинуваат дека 50% од вработените имаат плати до 36.000 денари, со кои велат не може да ги покријат ниту основните месечни трошоци. Најголем дел од граѓаните, од работниците, едвај врзуваат крај со крај. Животот стана прескап. Платите не го следат растот на цените. Храната стана луксус. Сметките се превисоки. Кризата не стигнува. Поскапувањето на горивата е нов ценовен удар за граѓаните и ќе донесе ново поскапување на цените
за храната. Инаку, зголемените геополитички тензии на Блискиот исток повторно ги кренаа цените на нафтата на светските берзи. Нафтата од типот Брент денеска достигнува и над $85 по барел, откако минатата недела падна и на $75. Истовремено, инвеститорите внимателно ги следат случувањата што би можеле да влијаат врз глобалното снабдување со енергенси. Каква ќе биде новата цена на нафтените деривати во земјава ќе се знае в понеделник по одлуката на регулаторна. Оваа недела цените на бензините се зголемија за $1,5 и 95-ка се продава по цена од $87 по литар, а 98-ца по цена од $89. Дизелот пак се зголеми за $5,5 и литар сега се точи по цена од $88. Грција и натаму е прв избор на македонските граѓани за одмор, додека Охрид бележи рекорден прилив на странски гости и надвор од главната сезона. Статистиката покажува раст кај странските посетители, но мал пат кај домашните, кои се почесто избираат патувања во странство. Затоа време скопјани кои останаа тука во Жешкиот град се жалат на недостиг од базени и со носталгија се сеќаваат на езерото Треска. Маја Стојановска. Од плажите на Халкидики преку Сицилија и Сардинија, па се до Анталија и Тунис, каде годинава најчесто летуваат македонските граѓани. Од туристичките агенции велат дека Грција и натаму обидливо најбарана дестинација, но новите чартер летови разбудиле интереси за медитеранските острови. Македонските туристи често ги избираат и Турција, Египет и Тунис, а оние што бараат поблиска дестинација се одлучуваат за Албанија, Црна Гора или Бугарија. Иако цените на аранжманите се повисоки од лани, интересот е на исто ниво, а со раните резервации може да се најдат поволни понуди за сечи джеб. Да, за одредени дестинации имаше поголеми покачувања, за одредени дестинации помали. Можам да кажам дека во туристичките агенции, заради тоа што имат доста поголема понуда, имаше на одредени дестинации се уште има некои попусти, така да се уште може да се најдат дури и во шпиц сезона поволни цени за резервација преку туристички агенти. Кога станува збор за домашниот туризам, прва асоциација е Охрид. Македонскиот бисер и ова лето е полн со туристи, но освен домашните гости, расте интересот од странски подзаконик беа дел од списокот на задачи за земјава, со рок на исполнување до 15 јули. Премиерот Мицкоски преку социјалните мрежи соопшти дека до ЕУ веќе е испратен документот со спроведените обврски, со што смета дека се докажува посветеноста кон европската агенда. Уверен сум дека во динамиката на реализацијата ќе бидеме далеку пред многу други и покрај обидите процесот да биде забавен преку блокирањето на изборниот законик, пишува тој во објавата. На денешната пресконференција портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски обвини дека опозицијските партии ги одбиле нивните предлози за измените на изборниот законик, иако според партијата имале можност во целост да ги вклучат своите барања во законските решенија. Опозицијата доби бланко лист за исполнување на желбите за изборниот законик, а истото го одбија поради виктимизација. Одбија и да бидат внесени во новиот изборен законик и препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Одбија да имаме една изборна единица, одбија и повеќе пари за рекламирање, само за да се представат како жртви и оваа приказна да можат да ја шират како алиби на следните избори кои историски ќе ги загубат. Европската комисија во најновиот извештај изразува сериозна загриженост за можни притисоци од извршната власт врз судството преку јавни изјави, а детектира и загрижувачки недостиг на буџетски средства и суди. Според комисијата, процесот за разрешување на главниот обвинител Љупчо Коцевски покажал висок ризик од политизација, што на крајот довело и до негова оставка. Од друга страна, во извештајот има и пофалби за носењето на законите кои што се однесуваат на правосудството. Афродита Рамос. Мешањето и притисокот од високи представници на извршната власт предизвикуваат сериозна загриженост за независноста на судството, а постапката за разрешување покрената против поранишниот главен обвинител Љупчо Коцевски откри ризик од политизација и недостатоци во правилата за разрешување. Се наведува во извештај за владење на правото во Македонија за 2026 година, кој што денеска беше усвоен од Европската комисија. Според извештајот, ефикасноста на македонскиот правосуден систем продолжила да опаѓа, а сериозниот недостиг на персонал како и недоволните буџетски средства се оценуваат како едни од најкритичните проблеми.
Избраните функционери и владините представници ги засилија своите лични критики против судиите и обвинителите, што ги обвинуваат за корупција и беа издадени изјави од највисоките нивоа на владата за планови за чистење на судството и обвинителството. Независноста на судството и автономијата на обвинителството се подкопани од недоволни буџетски средства. Постапката за разрешување покрената против главниот обвинител откри ризик од политизација и недостатоци во правилата за разрешување и на крајот доведе до оставка на главниот обвинител, пишува во извештајот. Во однос на борбата против корупцијата, извештајот нотира дека иако обвинителството започнало неколку истраги против сегашни и поранешни високи функционери што резултирало со обвиненија и тековни судења, одложувањата во судските постапки и ретките конечни пресуди ја намалиле ефикасноста на гонењето на високата корупција. Несоодветната законска рамка, особено кривичниот законник од 2023 година, недоволните човечки и финансиски ресурси, заедно со одложувањата во судските постапки, го попречија развојот на солидна евиденција за случаи на борба против корупцијата. Случаите на корупција од висок профил ретко водат до конечни пресуди, што дополнително придонесува за чувство на неказнивост. Според извештајот, системот за јавни набавки останува област со висок ризик за корупција, додека пак корупцијата во здравствената заштита е идентификувана како ризична област. Како дел од позитивните забелешки на Европската комисија се забележува усогласувањето на новиот закон за судски совет со европските стандарди, а се нотира и подобрена ефикасност кај кривичните предмети. Јавното обвинителство ќе донесе одлука дали ќе обжали ослободителната пресуда за екс-премиерот Никола Груевски во предметот Талер 2, откако ќе ја добие и анализира писмено изработената пресуда и нејзиното образложение, изјави денеска државниот јавен обвинител Ненад Савески. Прашан дали обвинителството ќе поднесе жалба на судската одлука. Во однос на критиките на дел од партиите дека повлекувањето на властувањата на обвинителката Ленче Ристоска влијаело брз исходот на предметот Талер 2, Савески оцени дека таквите тврдења не одговараат на фактите, а Ристоска според него ќе постапувала по предметот доколку не поднесела оставка. Овој предмет, конкретно овој предмет, воопшто не можеше да се одрази надлежното постапување од страна тогаш обвинителката Ленче Ристоска. Овластувањата кои што беа дадени и кои што јас ги повлеков се однесува на постапување на јавни обвинители во предмети каде што они немаат надлежно постапување во смисла не се обвинители во тоа обвинителство. Обвинителката, тогаш обвинителката Ленче Ристоска беше обвинител во основно јавно обвинителство Скопје. Токму овој предмет, доколку она не поднесеше оставка, че беше во нејзино надлежно постапување. Така да, во овој предмет, моето повлекување на овластувањата никако не можеше да се смета или да има последица за тоа дека, како што кажувате, и се одзел овој предмет. Не, доколку останеше она ќе работеше на овој предмет. Владата ја продолжи кризната состојба со нафтата до 20 октомври, за да спречи нагли ценовни скокови и да овозможи намалување на акцизите. Опозицијата реагира дека растот на цените на горивата е нов удар, кој што дополнително ќе ја поскапи храната. Додека берзите растат поради тензиите на Блискиот Исток, регулаторната в понеделник ќе ги соопшти новите цени на бензините и на дизелот. Сандра Спасовска. До 20 октомври е продолжена кризната состојба за нафтата и нафтините деривати. Одлуката била донесена на денешната владина седница поради можно нарушување во снабдувањето. Со оваа одлука, велат од владата, се обезбедува подготвеност на институциите за брза реакција при евентуални нагли ценовни скокови на берзите и ублажување на евентуални негативни последици врз буџетот на граѓаните и стопанството, но и се гарантира континуиран и непречен проток на енергенси во земјава. Во моментов состојбата се следи доколку околностите наложат, од владата велат ќе бидат превземени соодветни мерки. Пред 2 дена премиерот Христијан Мицкоски најави дека е можно веќе од понеделник да имаме повторно намалување на акцизите за бензините и дизелот.
Рокот на важење на кризната состојба се продолжува од 21 јули до 20 октомври. Целта нова одлука е владата да располага со соодветен правен механизам за брза и ефикасна реакција, со цел да се зачува стабилноста во снабдувањето, да се ублажат последиците од евентуални пазарни нарушувања и да се заштитат интересите и животниот стандард на граѓаните и стопанството. Велат од владата. Од опозицијската СДСМ и денеска со критики до владата. Велат додека трошоците за живот постојано растат, власта одбива да превземе мерки за заштита на животниот стандард на граѓаните, кој според партијата е урнат. Од СДСМ обвинуваат дека 50% од вработените имаат плати до 36.000 денари, со кои велат не може да ги покријат ниту основните месечни трошоци. Најголем дел од граѓаните, од работниците, едвај врзуваат крај со крај. Животот стана прескап. Платите не го следат растот на цените. Храната стана луксус. Сметките се превисоки. Кризата не стигнува. Поскапувањето на горивата е нов ценовен удар за граѓаните и ќе донесе ново поскапување на цените за храната. Инаку, зголемените геополитички тензии на Блискиот Исток повторно ги кренаа цените на нафтата на светските берзи. Нафтата од типот Брент денеска достигнува и над $85 по барел, откако минатата недела падна и на $75. Истовремено, инвеститорите внимателно ги следат случувањата што би можеле да влијаат врз глобалното снабдување со енергенси. Каква ќе биде новата цена на нафтените деривати во земјава ќе се знае в понеделник по одлуката на регулаторна. Оваа недела цените на бензините се зголемија за 1,5 динар и 95-ка се продава по цена од 87 денари по литар, а 98-ца по цена од 89 денари. Дизелот пак се зголеми за 5,5 денари и литар сега се точи по цена од 88 денари. Грција и натаму е прв избор на македонските граѓани за одмор, додека Охрид бележи рекорден прилив на странски гости и надвор од главната сезона. Статистиката покажува раст кај странските посетители, но мал пат кај домашните, кои се почесто избираат патувања во странство. Затоа време скопјани кои останаа тука во Жешкиот град се жалат на недостиг од базени и со носталгија се сеќаваат на езерото Треска. Маја Стојановска. Од плажите на Халкидики преку Сицилија и Сардинија, па се до Анталија и Тунис, каде годинава најчесто летуваат македонските граѓани. Од туристичките агенции велат дека Грција и натаму обидливо најбарана дестинација, но новите чартер летови разбудиле интереси за медитеранските острови. Македонските туристи често ги избираат и Турција, Египет и Тунис, а оние што бараат поблиска дестинација се одлучуваат за Албанија, Црна Гора или Бугарија. Иако цените на аранжманите се повисоки од лани, интересот е на исто ниво, а со раните резервации може да се најдат поволни понуди за сечи джеб. Да, за одредени дестинации имаше поголеми покачувања, за одредени дестинации помали. Можам да кажам дека во туристичките агенции, заради тоа што имат доста поголема понуда, имаше на одредени дестинации се уште има некои попусти, така да се уште може да се најдат дури и во шпиц сезона поволни цени за резервација преку туристички агенти. Кога станува збор за домашниот туризам, прва асоциација е Охрид. Македонскиот бисер и ова лето е полн со туристи, но освен домашните гости, расте интересот од странски посетители. Градоначалникот Кирил Пецаков вели дека целта е Охрид да се развива како дестинација и надвор од главната туристичка сезона. Веќе втора година со ред имаме огромен број на туристи кои што туроператори ги носат од Германија, отприлика 45.000 за 2026 година, туристи од Германија кои што ќе ноќеваат и ќе бидат во Охрид надвор од туристичка сезона. Граѓаните кои летото го поминуваат во Жешкото Скопје велат дека во градот недостигаат базени, рекреативни зони и уредени зелени површини, а дел со носталгија се сеќаваат и на езерото Треска, место кое некогаш беше едно од главните летни собиралишта во Скопје. Јас кога бев дете имаше езеро Треска, одевме таму, ама сега го нема. Мислам дека треба некој да преземе иницијатива со езеро Треска да се обнови сето тоа. За базени нема доволно. За разладување на саре на базенот овде најблиско не е тој. Последните податоци од Државниот завод за статистика покажуваат дека бројот на туристи во првите 5 месеци од годинава во споредба со лани е зголемен за 2,6%. Странските туристи се зголемиле за речиси 5%, додека домашните се намалиле за 4,4%.
Само вистина во продолжение. Пријатна вечер со Канал 5.